Министерството за транспорт и врски обезбеди 14 милиони денари за подобрување на квалитетот на водата на водоводниот систем во општина Виница. Парите се обезбедени од сумата што беше предвидена за аеродромот кај Штип, што требаше да го гради турски ТАФ, а средствата ќе се инвестираат во проширување на постојната филтер станица во Виница. Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески при посетата на Виница информираше дека локалната самоуправа го изготвила и го поднела проектот за оваа капитална инвестиција. Истиот е веќе одобрен. Наскоро ќе заврши и втората фаза од реконструкцијата на водоводната мрежа во Виница. Во моментов сме на увид на местото каде што се гради водоводната линија од 3,5 километри. Јас се надевам дека, како што ме информираа надлежните тука, дека овој проект ќе биде завршен најбрзо веројатно од наредните 2 месеци, така да сите овие граѓани кои што живеат во овој крај ќе можат да се снабдуваат со вода. Дополнително сакам да информирам дека преку Министерството за транспорт и врски останати се 250.000 евра, 230.000 евра средства за општина Виница, кои што ќе бидат искористени исто така за филтер станица, проширување на филтер станицата во Виница. Така да моите очекувања се дека и тој проект ќе биде реализиран преку Министерството за транспорт и врски. Сугарески додаде дека Министерството за транспорт и врски работи на обезбедување на кредитна линија за изградба на водоводна и канализацијска мрежа и за локални патишта. Поради тоа тој апелира до останатите градоначалници да поднесуваат проекти за да добијат финансиска поддршка. Инаку заедно со проширување на филтер станицата во Виница ќе се работи на поврзување на селото Лески на јавната водоводна мрежа. Со тоа ќе престанат проблемите со водоснабдувањето на жителите од ова населено место, кој минатата година има прекини од околу 6 месеци. Така да и овој проблем го решаваме во интерес на граѓаните на општина Виница. Аплициравме и до владата на Република Македонија за средствата предвидени со продажбата на ТАФ аеродромот и очекуваме дека до крајот на годината ќе добиеме уште средства од страна на државата, така да општина Виница моментално гледате дека е раскопана, дека се градат патишта, дека се поставуваат бекатон плочки и се она што е неопходно за граѓаните на општина Виница, ние сме тука за да ги решаваме сите проблеми. Министерството за транспорт и врски заедно со јавното претпријатие за државни патишта веќе обезбедиле околу 90 милиони денари за реконструкција на регионалните патишта во овој дел од државата. Градежни работи веќе има на делницата од Виница кон Делчево и Виница Берово со вкупна должина од околу 20 километри.